Проблемот со водата во пограничното Делчевско село Звегор ескалира. Граѓаните собраа потписи и се одлучија на самоорганизирање, бидејќи општината проблемот според нив го заташкува. Решивме да се самоорганизираме и собравме, според законот, собравме повеќе од 10% од потписите. Мислам дека и над 20% потписи се соберени, за да побараме од градоначалникот барање за собир на граѓани на кои што треба да ги изнесеме нашите проблеми, нашите видувања и да се обидеме со градоначалникот и со советот и со јавното предпријатие да постигнеме некој консензус, бидејќи вака веќе не оди. За почеток поднесено е барање до градоначалникот Горан Трајковски. Ова барање денес е поднесено до градоначалникот на општина Делчево, за тој што стојат сите граѓани без никаква политичка позадина, туку чисто од екзистенцијални проблеми на самите граѓани. Во барањето меѓу другото стои градоначалникот на општина Делчево да свика собир на жителите во село Звегор, со кој ќе се изнајде трајно решение за непречено водоснабдување. Да се слушнат сите предлози и забелешки на жителите и да се донесат правни акти со кои советот на општината заедно со градоначалникот ќе стават крај на повеќе годишниот проблем со водоснабдувањето на Звегор. Бараме по оваа наше барање да се постапи итно. Во прилог ви ги доставуваме потребните потписи, околу 150 за свикување на собир на жители по закон за локална самоуправа и статут на општина Делчево. Револтираните жители на Звегор порачуваат дека трпение веќе немаат и се одлучени на следното. Апелирам да го сватат ова крајно сериозно, бидејќи сме решени да одиме до крај и можеби понатаму со уште порадикални мерки, кои што предвидуваат можеби блокада на меѓународниот пат, а како крајна цел веќе имаме размислување и за организирање на референдум со кој што надлежностите за одржување на нашиот водовод можеме да си ги според законот да си ги префрлиме на себе. Повиците за решавање на проблемот со вода се повеќе годишни, но тој остана нерешен иако градоначалникот Горан Трајковски ветуваше поинаков исход. Вака во однос на тоа можам да изјавам дека проблемот се провлекува подолго време. Фирмата која што изведуваш на работите, јас имам потенцирано во неколку изјави дека тоа не е фирма која што е ангажирана од општина Делчево. Јавната набавка тендера за тоа го има спроведено Министерството за животна средина и просторно планирање, меѓутоа за жал фирмата е со таков капацитет и несериозност, зашто и ние во неколку наврати како општина Делчево писмено имаме побарано да биде раскинато договорот со нив и да биде изберана нова фирма, за да може во некое реално време, тоа го зборувам уште пред година и пол имаме поднесено барање, да биде раскинат договорот со таа фирма, за да можат жителите на село Звегор, исто е тука и село Габрово, да можат да добијат вода за пиење. Целиот проект кој што е во суштина е добар и одличен. Тоа се за прв пат прави во село Звегор да добијат чиста вода за пиење од новата пречистителна станица. Меѓутоа, примерната мрежа која што треба да биде поставена од фирмата за која што сега зборувам, не е до крај направена, за да можат жителите на село Звегор да имаат нормално водоснабдување. Имаат оставено до општина Делчево, до мене како градоначалник, писмено барање, соберено потписи по закон 150 за да одржиме средба, за да им се укаже, односно да се направи пресек на работите што до сега е сработено, уште колку има да се сработи. И службите денес го примат писмото, службите изготвуваат одговор, значи ќе имаме во наредните 3-4 дена средба со жителите на село Звегор, за да видиме во која насока би одели ние како општина Делчево, Министерството за животна средина и просторно планирање, се со цел за да се реши проблемот. Имаат најави за блокада на патот и за протести и јас можам слободно да изјавам како градоначалник, доколку организираат блокади и протести, ќе се приклучам јас како градоначалник. Затоа што проблемот не е од општина Делчево, проблемот е од Министерството за животна средина и просторно планирање, кој што ние, пак ќе повторам, во многу наврати апелираме да биде сменета фирмата, да биде раскинат договора, да се избере нова фирма која што ќе биде сериозна и која што ќе се заврши работата за која што има подпишано договор со Министерството.